пониски акцизи и замрзнато ДДВ од 11% за да се спречи ценовниот шок кај горивата. Владата донесе вонредни мерки пред очекуваниот раст на цените на дериватите. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека донесена е одлука за намалување на акцизата на дизелот за 4, а за бензинот од 2 денари по литар. Дополнително по разговорите со компанијата Окта, договорено е продолжување на попустот до крајот на април. Без овие мерки, цената на дизелот би надминала 102 денари за литар, а бензините би поскапеле за неколку денари, вели премиерот. Или кога сето ова ќе се собере и кога сето ова ќе се изанализира, тогаш доаѓаме до цена која што за дизелот ќе биде иста како и до сега, практично, доколку се вкалкулира попустот од 4 денари за акцизата и 3 денари кои што го добиваме од Окта, така што ние 7 денари потенцијално зголемување по литар ги амортизираме, додека пак кај безоловниот 95 и 98 октански, покрај оние 2 денара акциза по литар, ќе имаме дополнителни 2 денара по литар намалување, односно ќе бидеме во минус од цената која што беше во изминатиот регулиран период, односно изминатата недела. Од опозиционата СДСМ обвинуваа дека во услови на раст на цените на горивата најпогодени се земјоделците, кои како што изјави председателот на партијата Филипче, владата ги оставила сами на себе. Високата цена на горивата ќе донесе недостаток на земјоделски култури, како и покачување на цената на лебот, дополни Филипче. Ситуацијата е навистина алармантна. Во ова временска ситуација кога растат цените на нафтата, земјоделците се соочени со сериозни предизвици. Прво, по прашање на нивната екзистенција како земјоделци и семејства кои што преку земјоделството ги издржуваат, статок на производство на одредени земјоделски култури, посебно житарици, што значи дека во следниот период може да се соочиме со дополнителен раст на цената на лебот до крајот на годината. Премиерот Мицкоски пак се пофали дека Македонија има горива со најниска цена во регионот, токму поради владините мерки. Обезбедени се доволно количини горива, а потрошувачката минатата недела достигнала рекордни 2 милиони литра дневно, токму поради интересот на граѓаните од соседните земји да полнат горива на македонските бензински станици. Од владата сметаа дека засега нема потреба од ограничување на горивата. Во меѓувреме Министерството за енергетика се уште ги разгледуваат препораките за штедење, кои неодамна ги презентираше Меѓународната агенција за енергија. Во пакетот препораки спаѓа ограничување на поборувачката за гориво, потекнување на користење на јавниот превоз, систем пар-непар за приватни возила, како и поекономични навики за возење.